Добро вечер, вести во 18 часот, ова се на станите на денот. Вечерва граѓански протест против работењето на УСЈЕ. Од компанијата со став, нападот е неоснован, работиме согласно со стандардите. Родителите на загинатите од ПУЛС бараат ново вештачење. Други токсиколошки анализи допрво треба да се достават. Собственикот на Рубикон обвинува. Одново и одново беше рушена презумпцијата на мојата невиност. Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните? Тоа што вие го оставивте како влада во енергетскиот сектор, катаклизма е комплимент. Власта и опозицијата се судрија за инфлацијата и за поскапувањето на струјата. Можно е да имаме снежни новогодишни празници. Убави вести за најмладите. Повозрастните пак разочарани од високите цени на храната. Има покачување секој ден. Се оди секој ден, по динар, по 2, по 5, по 10. Во овие моменти започнува протестот против работењето на цементарницата УСЈЕ. Блокадата е организирана од граѓанската иницијатива Стоп за УСЈЕ, откаде што вела дека протестот е одговор на според нив долгогодишното жртвување на јавното здравје на граѓаните во корист на профитни интереси. Настанот го следи Елизабета Дамјановска-Спасиновска, ја вклучуваме од таму. Бети, дали почнаа блокадите? Добро вечер. Блокадите на крстосницата на булеварот Србија со булеварот Борис Трајковски почнуваат во овој момент и можам да забележам дека и покрај на вистина ниските температури веќе се собираат голем број граѓани кои што велат дека спонтано се организирале и не сакаат да посочат кој точно е организатор на овој протест, иако нели се појави на социјалните мрежи, меѓутоа и како покана до медиумите од иницијативата Стоп за УСЈЕ како организатори на овој протест. Дел од присутните со транспаренти во кои што велат дека не сакаат ѓубрето кое што од Европа се согорува овде во Македонија да не труе нас, нашите деца, па дури да биде штетно и за идните поколенија и бараат дислокација на УСЈЕ. Меѓутоа, освен тоа што бараат дислокација на фабриката УСЈЕ, имаат и други барања, како што се поставување на повеќе мирни станици во округот на фабриката, со оглед на тоа што станува збор за голем реон. Исто така бараат постојано мерење на мирните станици и по можност истите да се стават и во дел од оние светски листи на кои што ќе покажуваат редовно каков е квалитетот на воздухот. Дел од оние кои што беа присутни тука пред нашата камера застана и кажа дека дури и самата најава на овој протест ја натерала фабриката да прекине со работа, со што веднаш се прочистил и воздухот во Скопје. Еве што друго ти ја кажа. Ги знаеме барањата, ги слушнавме нели преку социјалните мрежи, дали се и официјално доставени до нека институција? За тоа не сум сигурна, ќе мора некој од координацијата да ви каже. Оно што можеме да го кажеме дека дури со самата најава на блокадата веќе има ефект бидејќи УСЈЕ престана да работи и воздухот се расчисти. Значи само да најавиме блокада, веќе вршиме притисок, а камо ли да блокираме со денови што може да се постигне на тој начин. Кои се сака да ви ги прочитам? Да. Сега ги прочитам. Значи вака, прво мерната станица што е од општина Кисела Вода во дворот на УСЈЕ што се наоѓа, која е поставена уште од 2023 година, а до ден денеска не работи, да почне да работи 24/7. И да се интегрира во јавните апликации што се како РКР и така натаму за загадување на воздухот и наместо PDF файл да се дава секоја недела, како што прават секој месец, да биде лайв, значи да се стрима лайв и да се постават повеќе мерни станици околу УСЈЕ, пошто нели е поголем простор. Втора работа е да се постави автоматски ЦЕМС мониторинг систем на оџаците на УСЈЕ и веднаш нели кога ќе покаже над дозволеното, веднаш да бидат казнети.
Инаку денеска од фабриката УСИЕ доставија и соопштение до нашиот медиум во кој што демантираат дека фабриката е причинител за загадувањето во Скопје. Во нивното обемно соопштение, меѓу другото, се вели и дека показател е дека не се тие причина за загадувањето, е тоа што во летните месеци, кога тие работат на максимум, всушност во Скопје нема загадување, а сосема обратно, во зимските месеци кога не ги работат со пун капацитет, загадувањето е највисоко. Исто така во нивното соопштение се вели дека со самото тоа што имаат интегрирана дозвола за работа која што им е издадена од Министерството за животна средина, самата дозвола им наложува постојано мониторирање и контролирање на издувните, односно на гасовите кои што се пуштаат од џаците на фабриката. Тука би сакала да издвојам дел од нивното соопштение во кое што се вели Титан УСИЕ работи согласно најдобрите достапни техники во производството на цемент. Технологијата која се применува во Титан соодветствува со најдобрите компании. Целосно ги отфрламе неоснованите обвинувања кон Титан УСИЕ кои се невистинити и не се заснуваат на факти и на научни податоци. За жал и овој пат компанијата се користи како изговор за неосновани напади, иако реалните, научни и мерливи факти јасно укажуваат дека причините за загадувањето треба да се бараат на друго место. Од цементарница УСИЕ исто така додаваат дека работата на Титан е континуирано контролирана од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Последниот увид од страна на Државниот инспекторат за животна средина, институција која е надлежна за сите инсталации со интегрирана еколошка дозвола, беше извршен на 18 декември 2025 година, при што инспекцијата повторно утврди дека нема отстапување од законски дозволените лимити. Исто така на 18 ноември годинава во наукните часови имаше ненајавен инспекцијски увид од страна на оваа институција. И тогаш беше констатирано дека сите вредности се во законски дозволените рамки. Исто така, ова е, како што кажав, дел од соопштението на цементарница УСИЕ. Инаку, присутните кои што се овде вечерва велат дека ќе продолжат овие протести, но не најавуваат кои денови точно. Најверојатно тоа ќе се случува после празниците. А вечерашниот протест, како што рекоа, ќе трае се додека има луѓе на улица. Студио? Бети ти благодарам. Продолжуваме со судењето за трагедијата во Пулс. Родителите на загинатите во пожарот во Кочанската дискотека Пулс бараат дополнителни токсиколошки анализи, сомневајќи се дека обдукцијските наоди се нецелосни и дека не било испитано присуство на цијанид. Тие оспоруваат официјалната верзија дека смртта на жртвите настанала исклучиво од труење со јаглерод моноксид и бараат независно вештачење. Михајло Видимлиски со деталите. Врисоци на деца, прозорци заградени со решетки и невозможен обид да се избегне чадот. Вакви потресувачки сеќавања од ноќта кога се случи трагедијата со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, раскажа првиот сведок во судската постапка за случајот. Дејан Николов, како сведок на обвинителството, одговараше на прашања пред судот. Ноќта на 16 март, со неговиот син бил на концертот на ДНК. Излегле надвор пред да избувне пожарот и биле во близина на објектот. Забележав дека снема струја и тогаш настанаа големи врисоци, страшни беа, и почна силен дим да излегува од предниот дел. Од женското веце видов дека вентилаторот не работеше, излегуваше црнчат. Децата ги фати паника. Првим почнав да прскам со цревото во вентилаторот и тогаш слушнав гласови и тропање. Со решетки беше тој прозор. До него имаше уште еден прозор кој беше заграден. Потоа ги скршивме прозорците, а на самите решетки се фатија девојчиња, плачеа, врескаа, се обидов да ги смирам и одлучив да ги прскам со вода. Син ми до мене стоеше и цело време велеше: "Те молам, тато, спаси ги." Јас велев дека ќе дојде против пожарна. Побараа: "Чичко, прскај полесно, така дишеме." Пожарникарите потоа брзо дојдоа. Родителите на загинатите низ солзи го слушаа ова сведочење. Тие претходно изразија сомнеш дека обдукцијските наоди за причините за смртта се нецелосни и бараа дополнителни токсиколошки анализи. Фактот што државните институции потврдуваат можност во присуство на цијанидни гасови во просторот на истовремено, не постои исто јавен достапен доказ дека овие гасови биле анализирани во телата на жртвите. Потврда веројатно за ослободување на цијанидни гасови. Обдукцијски наод наведува исклучиво јаглерод моноксид како причина.
обдукцијски налог признава дека други токсиколошки анализи допрва треба да се достават. Од обвинителството вело дека причината за смртта на секој од починатите е неспорно утврдена и за најголемиот дел од нив таа е резултат на задушување од отровни гасови, а во обдукцијските наоди е наведено дека станува збор за комбинација од јаглерод моноксид и други отровни гасови. Вештачењата на Институтот за хемија и анализата на МВР одделение за форензички испитувања врз примероци од сите материјали вградени во клубот и начинот на нивно согорување ја потврдија веројатноста на испуштање на цијанидни гасови како последица на пожарот. Во конкретниот случај, кај починатите се констатирани покрај присуството на карбоксихемоглобин, цијаниди и термички оштетувања на лигавицата од дишните патишта. Стои во дополнителното произнесување од Институтот за судска медицина, кој е дел од доказниот материјал. Исто така на самото судење, вешто лице од Институтот во детали ќе се произнесе за сите овие околности. Велат од обвинителството и додаваа дека не постои причина за дополнителна обдукција или есхумација на починатите. Воведни зборови на денешното рочиште дадоа и Александар Нацев, собственикот на Рубиком, агенцијата која го обезбедувала Пулс, и представниците на останатите обвинети фирми. Со неверување гледав како со неверојатна леснотија одново и одново беше рушена пресумпцијата на мојата невиност, додека целиот тој период бев таргет и на разни неосновани и политизирани клевети и навреди. За да се цени дали постои одговорност на правното лице, треба да постои раздвојување, односно точно определени одговорни лица и временска јасност. Имаме нејасна правна квалификација за кривично дело за кое што се товари правното лице. Следно рочиште е закажано за 29 декември, за кога се очекува сведочење на родителите. Дневно над 45.000 граѓани земаат антибиотици. Најавено заострување на процедурата за нивно издавање. Минатата година имавме 20% зголемување во издавањето нови лекари. Председателот на Собранието Африм Гаши апелира до пратениците да се изнајде политичка волја и конечно да се избере народен правобранител, оценувајќи дека е недозволиво институцијата толку долго да биде без прв човек, иако постои предложен кандидат. Процесот е блокиран поради недостиг од Бадентерово мнозинство и политички договор меѓу партиите. Јано Јосифовска. Недржавнички и несериозно е да се блокира изборот на нов народен правобранител во Собранието. Партиите да покажат политичка волја за што побрзо тој да се избере, апелира собранискиот спикер Африм Гаши. На денешниот брифинг со новинарите кажа дека лично ќе се ангажира да се најде решение. Оти е недозволиво заради политички причини да се парализира важна демократска институција. Вработените таму не можат да земат плата и најавија прекин на работата. Изборот на наследникот на Насер Зибери веќе неколку месеци го блокираат од ДУИ, кои се против предлогот нов правобранител да биде Фатон Селјами, кој е поддржан од Вреди, а власта сама не може да обезбеди Бадентерово мнозинство. Сме затекнати со политичката волја на политичките партии. Знаете дека треба да се изгласа по мнозинство и по голем Бадентер, затоа ја користам оваа можност преку вас медиумите да упатам апел до сите политички партии да го одблокираме овој процес, да најдеме решение. Пред се треба да бидеме совесни кон една многу битна институција како што е Народниот правобранител. Точката е на дневен ред, ќе ја свикаме и ќе го изгласаме за да може да функционира и институцијата, но и во однос на повторените избори кои се на 11 јануари. За изборот на нови членови на Судскиот совет, Гаши рече дека тие ќе се бираат согласно новиот закон, што треба да биде донесен во вторник на 30 декември. Во Собранието се уште не е формирана работната група, што беше најавена за измена на изборниот законник. Ниту една од пратеничките групи, освен Левица, се уште не предложиле членови за работно тело. Гаши денеска ќе се координирал со министерот за правда Филков, пошто ќе биде појасно дали ќе се работи на комплетно нов документ или ќе се земе предвид веќе готовата верзија, што ја подготвуваше работна група во Правда.
Партиите немаат номинирано ниту членови за анкетната комисија за Кочани, што власта ја предложи, а кога таа би се одржала, останува неизвестно. Измените на кривичниот законник пак ќе се најдат на дневен ред во јануари, кажа Гаши, во редовна постапка, за да се остави повеќе простор и време за дебата околу нивната содржина, како што побара Уставниот суд. Загадувањето на воздухот и цената на струјата беше во фокусот на последните пратенички прашања за оваа година. Председателот на СДСМ Филипче критикуваше за инфлацијата и покачувањето на сметките за струјата, на што премиерот Мицкоски одговори дека инфлацијата во земјава е една од најниските во Европа и дека како влада наследиле, како што рече, катаклизма во енергетскиот сектор. Повеќе детали од Ивана Стојановска. Поскапувањето на струјата и загадениот воздух во фокусот на последните пратенички прашања за оваа година во собранието. Опозицијската СДСМ со обвинувања до владата дека наместо зголемување на домашното производство на електрична енергија дозволила поскапување на струјата од идната година. На што премиерот возврати дека за покачувањето на цените одлучува регулаторната комисија, а не владата. На опозицијата и порача дека оставиле катаклизма во енергетскиот сектор. Зошто не произведуваме со максималниот капацитет на нашите производствени капацитети и мораме да увезуваме скапа струја и да сега мора да се прогласи кризна состојба? Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, која што ќе повлече и други поскапувања? Регулаторната комисија по закон, по устав е независно тело. Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Предпоставувам, треба да му го поставите на Марко Бислимовски, чиј што брат сега ви е соработник во извршниот комитет или како ви се вика одбор на СДСМ. Тоа што вие го оставивте како влада во енергетскиот сектор, катаклизма е комплимент. Меѓусебни обвинувања власта и опозицијата си упатија и околу тоа кој повеќе направил за почист воздух за граѓаните. Од СДСМ обвинија дека во предвидениот буџет за идната година се намалени средствата за справување со овој горлив проблем за граѓаните. Загадениот воздух, знам дека ќе кажувате вака било во минатото, вака било, ама факт е дека ништо не почнувате да правите на таа тема. Никаков проект, ништо што во иднина ќе овозможи тука да се диша чист воздух. Ја ве разбирам. Ви рекле, сега ќе растурате пердови, ќе ја напаѓате владата, воздухот и така натаму. Се работи проектот за градски воз, изградба на когенеративни електрични централи, кои што преку далечинско грејење со топловоди, барем ќе почнеме да го решаваме источното крило на главниот град Скопје. Пратениците се интересираа и за платите во образованието и здравствениот сектор, реформските закони, но и законот за правична застапеност и укинувањето на алатката балансер. Опозицијската дуја обвини дека пратениците од ВМРО ДПМН го укинале механизмот и дека не се почитувало процентуалното вработување во државните институции, на што од власта возвратија дека балансерот бил укинат од претходната влада, на седница со која председавал бегалецот Артан Груби. Дневно над 45.000 македонски граѓани пијат антибиотици. Овие алармантни податоци го запалија црвеното светло во институциите. Од Фондот за здравство најавија построга регулација на начинот на издавање на овие лекови. Што друго беше кажано на брифингот во Фондот за здравствено осигурување, дознаваме од Сања Трајковска Ставров. Сумамет се троши како алва. 45.500 луѓе во Македонија секој ден пијат антибиотик, нотира статистиката на Фондот за здравствено осигурување. Пресметките велат дека за оваа намена во 2024 се изделе 23% повеќе рецепти за разлика од претходната година. Од Фондот велат дека ова не е добро за здравјето на граѓаните, бидејќи силните антибиотици наместо корист можат да направат штета, а се даваат и кога треба и кога не треба. Фондот оваа пракса планира да ја промени преку проектот Е-рецепт кој ќе профункционира наредната година, со што годишно ФЗО може да заштеди 1 милион евра. Директорот Сашо Клековски вели дека после 10 години ќе ги зголема цените на услугите во државните болници. Па на тој начин установите ќе можат да ги оправдаат парите кои ги добиваат,
а за граѓаните ова ќе значи околу 20 денари повисока партиципација, што ќе мора да ја платат на шалтер. Минатата година го зголемивме нашето вреднување на матичните доктори. Сега очекуваме зголемена одговорност од нивна страна. Тоа значи ригорозно придржување до казнената политика доколку се надминат квотите за препишување на анксиолитици и антибиотици. Само бренд името го знам, Сумамед, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана. Минатата година имавме 20% зголемување во издавањето нови лек. Има болници кои не функционираат, па системот мора да се промени, смета Кликовски, кој кажа дека зголемените плати на здравствените работници мора да донесат и резултати во однос на работата со пациентите. Ова значи дека не може хирург од Охрид кој цела година не направил ниту една операција да зема по 2000 евра плата месечно. Ние сметаме дека нема логика да плаќаме хируршки плати на додатоци ако во таа болница не се вршат операции. Хирургијата подразбира дека основен начин на лечење е оперативен, а не конзервативен, тогаш сте интерниста. И мислам дека овие работи мора да ги дискутираме, бидејќи свесни сме дека минатата година имавме рекордно зголемување на финансиите во јавното здравство, а резултатите многу споро доаѓаат и затоа morаме да ги минуваме проблемите такви какви што се. На денешниот брифинг со новинарите од фондот ги елаборираа завршените проекти. Се пофалија со напредокот во однос на промените во позитивната листа и најавија дека уште двата лека за разрачување на крвта поради технички проблеми наместо месецов ќе бидат на позитивната листа наредната година. Фондот има план во 2026-та позитивната листа да ја промени 3 пати. А во пресрет на новогодишните празници, граѓаните се жалат на високите цени. Велат дека домашните буџети едва стигнуваат за основна празнична трпеза. Од друга страна и пазарџиите се жалат дека луѓето се помалку купуваат, а нивната заработка е помала. Во обиколка на пазарите беше Сандра Спасовска. Од 50 до 90 динари за килограм мандарини, 60 динари чинат јаболките и кивите, а кило костени се продаваат по цени од 180 па се до 200 динари. Зилката чини 30 динари килограм. Вакви се цените на пазарите на сезонското овошје и зеленчук. И додека граѓаните се жалат на високи цени, пазарџиите велат од година во година заработката е се помала. Не сакаат да зборуваат пред камерата, но еден од нив ни раскажа дека 30 години работи на еден од скупските пазари и вели вакви денови не памети. Од година во година бројот на луѓе е се помал, а дел од оние кои доаѓаат купуваат скромно. Вели, наместо килограм 2 овошје или зеленчук, земаат на парче по 1-2. На една недела пред празниците, иако може да се забележи раздвиженост по пазарите и маркетите, торбите на дел од граѓаните сепак останаа полупразни. Оние кои ги анкетиравме велат, за празниците помалку штедат и празнична трпеза мора да има. Огин, скапи се. Има покачување секој ден. Сега таму идам само за марулата, дојдов на пазар. Не, ова ненормално е. Ненормално е. Јајцата, месото, кашкавалот, сирењето, тие најосновните работи се се покачени. Тоа е шо е, мора да пазариме. Тоа си оди секој ден, по динар, по 2, по 5, по 10, си оди секој ден. Кима се што треба. Во изминатиот период најголемо е поскапувањето кај јајцата, кои достигнаа цена и од 13 динари за парче, но и дел од млечните и месните производи. Од владата велат мерки за време на празниците нема да има, но ќе има засилени контроли од страна на пазарните инспектори. Очекуваат трговците да се однесуваат разумно. Пред неколку дена од Пазарен за Канал 5 посочија дека инспекторите се постојано на терен и се анализираат цените на храната. И иако имаат забележано поскапување кај јајцата, кое пред се велат се должи на високите цени на храната за животните, одредени млечни и месни производи кои се главно од увоз. Според пазарните инспектори, за сега цените се стабилни. Инаку статистика во месец ноември измери инфлација од 4%. Според последната пресметка на ССМ, на едно 4-члено семејство само за основните месечни трошоци му се потребни нешто над 65.000 динари. А снегот е бесплатен и можеби оваа нова година ќе го имаме.
Ова го покажуваат дел од подолгорочните временски прогнози. Деновиве снегот направи вистински проблеми во Словенија и во Хрватска, а од УХМР велат дека е можно брано да стигне и до Македонија. За ова Здравко Димитров. Од утре стабилно и облачно време, а од викендот не очекува намалување на температурите. Според синоптичарите, студот ќе продолжи и во текот на наредната недела, со утрински температури од -10 до -4 степени. Сепак од Хидрометеоролошкиот завод велат снежниот бран кој го зафати Балканот би можел да ја зафати и Македонија, а врнежи снег во деновите околу Нова година. По деновите од викендот ќе биде и доста ветровито, ќе дува засилен до повремено силен северен ветер кој локално ќе надминува над 60 км на час. Овој бран што ќе го зафати поголемиот дел од Балканскиот полуостров има услови да го зафати нашето подрачје во последниот ден од оваа година и во првите денови од новата година. Може да не одмине, да не се спушти толку, ние сме сепак по на југ. Надлежните уверуваат дека се подготвени за зимската сезона. Од град Скопје велат дека имаат склучени договори за одржување магистрални и собирни улици на територија на градот со јавното предпријатие Улици и патишта, како и договор за ангажирање специјални возила за зимско одржување сообраќајници. Од таму велат на залиха има 3500 тони сол, со можност од дополнителни 1500 тони доколку е потребно. Од Македонија пат пак велат дека имаат на располагање 191 возило на терен за справување со снег. Во сите 39 што ги имаме зимски пунктови низ цела Македонија, возилата се поставени и чекаме, значи, ако имаме некои снежни врнежи или интервенции, да можеме да интервенираме. Можам да ви кажам дека вкупниот број на возила, значи специјални возила за чистење на снег се околу 191 возило точно, од кои што, значи, наши возила се 68, а 123 имаме од надворешни работници. Од Македонија пат додаваат дека имаат склучени договори за соработка со јавното предпријатие за државни патишта, но во случај на потреба се вклучуваат и Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи. Од електродистрибуција предмалку соопштија дека набрзо ќе започнат со работа во населбата Серава. Проблемите со дефектите и големите кражби на струја во оваа населба беше повод за прекин на снабдувањето на струја, а дел од граѓаните поради тоа протестира и го блокираа сообраќајот. Најавено е дека од понеделник интензивно ќе работи на поправка на мрежата, што е договорено во интензивните контакти преку општина Чаир. Предмалку едногласно е донесен буџетот на град Скопје. Планираниот буџет изнесува 5,2 милиарди денари, што е зголемување за 12% од годинешниот, посочи градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Речиси сите амандмани за буџетот поднесени од советниците од опозицијата беа отфрлени од страна на стручната служба како технички неисправни, пошто следеше реакција од советниците дека на самата седница дознаваат за неисправноста, наместо да бидат навремено известени од стручните служби. Во рамките на денешната средба помеѓу градоначалникот Митко Јанчев и началникот на генерал-штабот на армијата на Република Македонија, генерал мајор Сашко Лавчиски, беше доделена големата плакета на армијата на градоначалникот Митко Јанчев. Плакета доделена по повод денот на армијата представува признание за несебичното залагање и за огромниот придонес кој Јанчев континуирано го дава кон армијата, не само како градоначалник на општина Кавадарци, туку и како општествено одговорна личност. Почитувани по рекламите, проследите го последното издание за оваа година на Самоинтервју. Гостин на Гоце Михајловски е председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давковска. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.